Добар ден, почитувани гледачи. Следиме ново интервју, нова емисија во рамките на нашиот проект Битолска интернет телевизија Пеланет, а од неодамна и Битолско интернет радио Пеланет, кое што имате можност да го следите на интернет, каде и да сте низ целиот свет. Знаете дека секоја недела имаме гости во нашето студио. Денеска ќе зборуваме на една многу актуелна тема. Тука со нас е господинот Миле Тасевски, машински инженер во пензија, а со моментална функција претседател на извршниот одбор на новото Сојузно здружение на пензионерите Достоен живот. Добар ден, добро ни дојдовте. Благодарам. Се надевам дека голем дел од нашите сограѓани ве познаваат. Бевте активен доста години како раководител во најголемиот рударско-енергетски комбинат, во еден дел нели од комбинатот, со многу од актуелните пензионери за кои што ќе зборуваме вечерва сте биле и колеги. Како еден од најголемите комбинати во Македонија, нели голем број пензионери излегуваат од таму. Многу имаме теми за разговор, многу имаше пребирања минатата година, оваа година посебно, околу тие прегрупирања на пензионерите, околу барањата за поголеми пензии, но сепак ќе почнеме од почеток, како што рековме, значи доста протести се одржаа низ Македонија, се одржаа во Скопје, се одржаа во Битола на пензионерските здруженија, но сепак можеме малку историски да се навратиме. Како почнаа овие протести, што беше битно да почнат, што ве мотивира да почнат? Прво благодарам за поканата што сум гостин во вашава емисија и од ова што е наша работа и наш ангажман околу пензионерите и околу потребата од подостоинствен живот на пензионерите. Ево и мене ми даде прилика состојбата во која се најдов и со намера да помогнам на пензионерите се најдов уште од првите редови, од првиот протест во Скопје, се најдов во групација една на луѓе кои работат на подобрување на животот на сите пензионери од третата доба. Уште една, значи, голема благодарност што ево преку медиум ќе ни дајте можност да го искажиме од она што се наши барања, наши потреби, само за подобар живот на пензионерите. Сите еден ден ќе бидеме пензионери. Сите еден ден, фала Богу, сите еден ден ќе бидеме пензионери. Меѓутоа сега, ова што моментално ни се случува во Македонија, јас мислам ги надминува сите човечки граници, заради тоа што моментално во декември односо на просечната плата со просечната пензија стигна 50,4%. Што значи тоа? Значи, две плати просечни за една уста пензионерска. Мислам, пензионерот дупло помалце во однос. Сега, тој дисбаланс, таа разлика што стана со новиот закон, постајчкиот посебно во старт од 2018 наваму, и од она што е швајцарски модел за израмнување на трошоците на животот и другите карактеристики кои влегуваат во таа висина на пензија, не донесе до ова ниво. И до ова разлика. И до оваа разлика. Меѓутоа, од она што е живот на пензионерите, пензионерот самиот констатирал дека во своето трето доба, кога треба да си го доодживее животот, нема доволно средства, тогаш застана и седна да си ги бара своите права преку протести. Прв пат се случва во Македонија, пензионери, можда и не знам за во света, ама сигурно во нашето блиско окружување сме први кои почнавме да протестираме во однос на тоа дека животот ни стана тежок, немаме доволно средства за достоинствен живот. Јас лично не се жалам, меѓутоа се работам за групација на луѓе. Така, зборуваме за големи бројки тука, значи 300... Околу 337.000 пензионери се велам околу, тоа е варијабилна бројка. Но и бројката 180.000 кои се со ниски пензии. Сега, кога ќе се вратам се малце назад, имаме податок од 2018 година.
до 2023 година, негде до јули месец. 2018 година најниските примања беа околу 7% од вкупно пензиските примања. Меѓутоа, во јули 2023 година, тој однос стигна 29, нешто, значи повеќе од 1/3 од македонските пензионери осиромашиле. И стигнавме до ниво од целата таа популација, да речеме околу 332.000. Сега се околу половина. Да, сега према овие бројки, до таа просечна негде плата што ја имаме, односно просечна пензија, се повеќе од половина. Значи, ако сме имале живот како што сме имале пред 15-20 години, памтиме каков живот имавме, кога фамилиите со душа чекаја да стигне пензијата, беше релативно редовна, меѓутоа со душа чекаја да стигне пензијата, па имаше и за внуци, имаше и за деца, имаше да се подмират трошоци. Меѓутоа сега, со новите закони и од ова што значи од 2018 наваму, стигнавме до праг кога повеќе од 1/3 од пензионерите мизерно живеат. Вие спомнавте дека има пензии дури од 7.000 денари се уште. Точно. Во Македонија министерката на сите состаноци што бевме посебно се изјасни дека е последната вредност околу 13.200 денари минималната пензија. Меѓутоа не веруваме на тие податоци од причина што самите луѓе на протестите почнаа да ни носат чекчиња. Најдовме чекчиња од 7.700, 9.000, 9.600, 10.000, сега не ги набројувам бројките. Меѓутоа, значи, некој се или не манипулира, или нема точна методологија како да ни кажи, која е минималната вредност на пензијата во Македонија. И сега, ако министерката ми кажува дека е 13.200 минималната пензија, а од друга страна, од податоци што ги има од ПИОМ, званични податоци, за јавна употреба, стои дека просечната земјоделска пензија е 10.400 денари. Како може просечната земјоделска пензија да е 10.400, а минималната да е 13.200? Апсурд мислам за... Јас сум техничко лице и цел живот работам со бројки, меѓутоа некој да ми каже дека 13.200 со 10, со просечно земјоделско е 10.400, не е за верба. А и плюс то, кога министерката во досегашните незини излагања никогаш не кажала, значи умешно го крие податок колку е максималната пензија. Оти ние многу добро знаеме кога најдобро се живеело и многу добро знаеме кој треба да биде односот на максималната со минималната пензија. А тој однос моментално е према нашите сознанија, имаме и други, меѓутоа додека не се потврди тоа да имаме точен податок, не можеме да кажуваме, ама од она ние што го имаме како сознание, моменталниот однос на максималната со минималната пензија е 7:1. Че огромна е разликата. Сега се прашуваме во еден човек од третото доба за една уста добива приходи, ама што да речеме за онај 7 усти што има. И сега таа класна разлика што ни се јавува во тој дисбаланс меѓу минималната и максималната пензија, така имате случаи тука да размислуваме, така починал едниот партнер, сето тоа останува со најмала пензија. И сега гледате колкава е потрошувачката кошничка. Над 50.000. Да. Меѓутоа, потрошувачката што значи сега? Што значи 13.200? И двајца да се. Така? Со минимална пензија. Или со просечна... Значи две пензии, половина кошничка би дошло. Просечната сега е 20.195 денари. Так. Што може двајца?
Значи не може ти кошничката да ја стигнат просечната, вела. А со минималните А да со не зборувам. минималната да не зборувам. И сега, сите во делот од животот што треба да го живееме, треба да имаме барем некоја уравниловка на максимална со минимална, а таа бројка многу убаво ја знаеме, ради тоа што во периодот наназад после војната имаме податоци кои кажуват дека најдобро, најсолидно се живее кога односно на максималната со минималната е 4:1. И буџетот е ист. Так. И од тој буџет некој да земи 7 пати повеќе од оној што со минималната, одма автоматски буџетот не е ист за сите. И не е ист еднаков, така? А вака во некој си разумен однос, велиме, разумен, би било уште подобро кога би бил тој под 4, со тоа што стандардот на пензионерот би бил повисок тогаш. Зошто? Купчето е тоа купче сме го створиле, како што сме го створиле, а сме го створиле по една математика која посебно ја владееме ние, а таа математика вели, ако се оди во пензија на 40 години, Стаж. на 40 години стаж. Така? Ако моментално во ПИОМ од секоја плата на вработениот се задржува 18,5%, тогаш тоа ни е учество за одредвање некој си лимит на почетна пензија за секој пензионер. Така. Меѓутоа, знаеме ние една друга математика, која нажалост е морбидна и не е убаво за кажување, ама тоа е реалноста, тоа е вистината. Тоа вели, ако просечниот македонец живее, имаме статистика изваена, ова од 2021 е најточно, ти ги има најповеќе податоците, вели дека просечниот пензионер живее односно просечниот македонец не е пензионер, не мора да е, меѓутоа просечниот македонец живее 73,2 да речеме, тука е негде месеци просечен живот. Години, да. Так. 70, значи просек ако земеме 73, сега, знаеме дека критериумот за одење во пензија е 62 години за жени и 64 години за мажи. Так. Се заради полесна калкулација, се да калкулираме. Да не имаат повеќе гледачите и слушателите зашто зборуваме. Јасно. 63 години ако земеме просек, значи на 63 одиме во пензија, на 73 завршува животот. Нажалост, морбидно, али тоа е вистина. Не сме ни швајцарци, ни данци, кои живеат од 82 до 84 просечен живот. Так. Меѓутоа, тоа е нашата реалност. И се во таа статистика, само бугарите се послаби од нас, во однос на животниот век по третото доба, и србите тука ни се близко. Ама тоа е реалноста. Значи околу 10 години еден пензионер има околу 10 години. Да користи и пензија. сега се прашваме, зошто оваа држава, оваа влада и овие сите државници самите нешто не придонесат за да го зголемиме тој животен век? Зошто? Ако ти немаш доволно приходи во третото доба, ми нормално ќе кубуриш, дури можеш. Ама некои немаат нити лекарствата, да си ги купат. Тоа е посебен проблем. Тоа е посебен проблем. Оти во со одењето во пензија, од она што се вложил, со работел во животот, ти фактички си се истрошил и организмот се истрошил, староста го постигнала и сега ти мора да трошиш за лекови. Ама сознанието, ако ни 1/3 од пензија, ако трошиме за лекови, не дај Боже да се разболиш, да мораш да одиш на операција или нешто друго. Да ми сметките, да ми храната. Сето тоа е проблем. Од тој проблем стигна пензионерите на улица. Дали има удел и покачувањето на функционерските плати? Мислам дека околу тој период почнаа да се јавуваат со протести пензионерските здруженија. Дали тоа беше еден мотив плюс за да излезите на улица? Види во чашата на пензионерот, седнувајќи таму на маса, да обедува, да руча или да такова, кој ќе му каже некој дека нечија плата се зголемила 78%, а неговата пензија не му стига за софрата да се нахрани.
Значи во тој момент се прели чашата и А таа плата и претходно била енормно висока и сега ја зголемуваме речи се двојно. Апсолутно. И сега како да калкулирам? Ако имате податок, ево самите споредете. Што значи 13.200 минимум или просек некој 20.195 денари со не знам колку илјади евра. Така? Тоа е, животот го направил тоа и зато излегле пензионерите на улица во борба за подобар живот. Така, и почнаа протестите. До сега имаме направено 4 протести во Скопје и нормално во сите градови. Прво почнаа со иницијативни одбори во градовите. Морам да кажам дека во Прилеп на 3 август 2023 година фактички почна првиот протест на пензионерите. Го почна господја пензионерка Вече Јанчевска. Сега знаеме, Прилеп е Прилеп. Во душата носат прилепчани, веројатно нешто. Заради тоа што првата пушка, борбен град, нели? Од секогаш биле датоботни, меѓутоа, значи, од Прилеп тргна ова целата пензионерска голгота, што понатаму не следи овој ке 7-8 месеци. Па мислам дека во медиумите добивте доста поддршка, уште од самиот почеток. Имаше доста објави за вашите протести, за учеството. Првите протести беа и доста масовни, колку што се сеќавам. Не само во Прилеп и во Скопје, него низ цела Македонија. Па, имаше вака, во однос на она што е како бројка, имаше излегуваат во главном луѓето најзагрозени и да напоменам и здравите луѓе. Пошто меѓу пензионерите има и такви кои сакат да излезат, ама од здравствени причини не може. Меѓутоа, има и друга работа која е својствена за македончето. Тој страв или повратна реперкусија за тоа кога го видат на протест, исто е проблематика која е посебно карактеристична за нас. Така да, тоа како бројка, како излезност, треба да бидеме задоволни. И тоа во главном излегоја најоштетените с тие што крај со крај не можат да го созdat месецот. И тоа е навистина голема проблематика. Така. Ние излеговме со барање. Првото барање беше 3.500 денари. Така, на првите протести до 20 септември 2023 кога беше и дено на пензионерите македонски. Калкулацијата ја правевме во јули месец. Од таа калкулација излезе дека негде ако ја зголемиме просечната пензија за 3.500 денари, ќе се намали тој односот меѓу минимална и максимална пензија. Таа бројка беше околу 65-66% од просечната плата практично. Сега, кога стигнавме во септември месец, она што беше процес инфлацијата, го изеде сето тоа и израчунавме, имам јас и точни бројки, само ќе да помагалото да си го земам. Тоа предпоставувам после почетокот на војната во Украина, кога имаше нагло покачување на цените и нагло скок на инфлацијата. Да, меѓутоа нашите податоци, ние сите податоци до сега сме ги работеле со математика. Така. Во 2023 година, во септември месец, просечната пензија беше, односно просечната плата беше 37.876 денари. Така. А просечната пензија само 20.122 денари. Што дава однос од негде 53%. Речи си половина. Јасно. Меѓутоа, ако ова го зголемиме за 5.000 денари, значи таа просечна пензија ќе стане 25.122 денари. Што од друга страна па дава можност за подобар живот од односот на просечната плата со просечната пензија во тој случај е 66%. Така, се зголемува. Се зголемува. Тоа е и целта, ние ако го зголемиме односот,
а сме вредновани, кажавме, ако сме 74% сега, вредиме толку и треба да вредиме толку. Во нашите сите калкулации велиме барем 70, од 74 до 70% да биде таа просечна плата, оти сме констатирале дека во таков еден однос солидно може да живее еден пензионер. Така. Меѓутоа сега ако се вратам на назад, извон калкулација кога плаќавме во ПИОМИ 25, 23, 27 и пол година, сега реков 18 и пол, ако го извон просекот тамо 22 години, значи 50 години назад кој ќе извадиме, кој ќе собериме, просекот ни е 22 години. Се тоа 22 пута рековме 10 години ни е животот. Така. Како пензионери? Како пензионери, тогаш тоа 22% кој ќе го помножиме со 4 колку што треба да ни врати државата од она што ни зела, така, иде 88%. Во секој случај, во секој случај порано и убаво се живеело и живеел пензионерот ради тоа што тој однос меѓу минимална и максимална пензија бил помал, меѓутоа и она што било плаќано према ПИОМ било поголемо и сега ако ви израчунам дека тој просек од 22 иде 88.000, така. Ама то го вложил, работникот го вложил, односно му го задржал некој. Ако е валидна ова држава, треба да му ги врати тие вложени средства. Са ние велиме некој да ни врати во тие 10 години што ни преостанува во живот, да ни врати барем до 70%. Оти сега калкулацијата каже што ни е 50%, кажува дека е екстремно ненормално за пензионерот, не може да преживее. Така. И од тука сега произлегува основа да направиме нов закон. Ние уште во септември 2023 година излеговме со парола, да не бидеме многу нападни, дека пензионерскиот глас ќе оди за тој, односно ќе го дадеме за тој што ќе изготви нов, подобар закон за пензии. Оти ево до сега калкулиравме со податоци, овој не доведе до мизерна основа. И осиромашување. Да. И сега, на таа парола, не сакавме да бидеме упорни во барањата, доволно ги дефиниравме тие барања, не сакавме да бидеме упорни, меѓутоа дадовме слика на што треба идните партии што сакат, што се борат за власт, на што треба да обратат внимание. Бидејќи станува збор за големо гласачко тело. За големо гласачко тело, фала Богу. Нажалост, јас кога би размислувал како државник, уште одма би се фатил за тоа, да подобрам нечiji живот. Посебно ако му останало уште 10 години. То достоинствено да се одживее. Ама не само со тоа. Со тоа ќе се подкрени нивото на стандардо на нашите граѓани. Нивото на стандардо на воопшто за во светот. Така? И со едно такво подигнување, за што сега? Сме вложиле, сме направиле за оваа држава. Многу сме направиле. Сега е прашање денешните млади, колку можат, меѓутоа ние многу сме направили. И сега зошто достоинствено да не можеме да го одживееме остатокот од живот? Ево ги гледате сите странски држави. Така? Имаме и од Швајцарија, имаме од сегде што идат гости тука. Облечени, дотерани. Пензионерски тури од целиот свет. Ама некој свеста му е таква и некој дал барем тие остатокот од животот од третото доба, барем да се одживее солидно, ако не и богата. Зошто? Достоинствено. Точно. Сега по тој основ, значи, бидејќи не најдовме голем одзив од паролата што испративме и ја носиме сегде, таа парола, не добивме некој фидбек од политичките партии и затоа изготвивме нов предлог закон за пензии во кој вградивме нови критериуми кои веруваме и сигурни сме дека ќе дат многу подобар бенефит и многу подобар живот за граѓаните. Конкретно вие го изработивте овој закон? Конкретно јас го изработив овој закон лично, како член и како член на извршниот одбор на новото здружение го презентирав пред сите
сите иницијативни одбори од градовите во Македонија, беше прифатен и дадено беше виза да тргне како работна верзија, уште одма го поделивме како пишан материјал, меѓутоа ова е една од последните верзии. Прочистен текст, што би рекле. Прочистен, меѓутоа се мора да имате обзири, без разлика, јас сум техничко лице, работам поќе со бројки такво, меѓутоа тоа што значи биошол на обработка. биошол на обработка и овие се солидни основи за еден костур кој во иднина треба да биде основа за една не солидна, јас би рекол повеќе од солидна пензија за нашите граѓани. 10 работи рековте дека се битни во овој предлог закон. По неколку реченици за сите, за да имаат можност нашите гледачи, нашите слушатели на нашето радио, зашто всушност станува збор? Вака се, да почнам да ги читам како да видиме. Како содржина. Рековме дека направивме 10 нови критериуми. Фактички ова е тотално нов закон со нов костур. Така. Ја се во него велиме. Прво, работниот однос со платени придонеси према ПИОМ во висина од 18,5 од просечната плата во стопанството, како што е сега, да важи само за оние што одат на работа и работно творат и придонесуваат за општото добро на државата. Многу ме е тешко, меѓутоа, мора да проаргументираме некои работи што не се случуваат во друштвото и затоа ова во старт сакаме. Ќе прокоментираме потоа, да ги прочитам прво сите, ќе прокоментираме точка по точка покасно што значи тоа. Второ, пресметувањето на работниот стаж наместо посегашниот критериум по кој се рачуна од 15 па до 40 години да се промени и да изнесува од 5 години па до 40 години работен стаж. Сега се 5, мислам само инвалидските, така? Ако не се лажам. Има една групација каде што тие со посебни потреби, посебни услови се над ова граница. Меѓутоа, ќе образложиме, ќе кажеме понатаму во логиката наша во однос на тумачењето и основата за овој критериум. Трет критериум. Новиот закон за пресметување основицата на пензијата, која почна да важи од 2018 година, кој вели дека основицата на пресметка на пензии, почнувајќи од 2018 во наредните 10 години треба да се намалува од 80 на 70% од просечната плата. Ова моментално бидејќи од 2018. Моментално е околу 74-75%, бидејќи поминаа 5 години од тогаш, значи сега кој ќе одиш во пензија, ти засметува тамо за основица околу 75% од просечната плата. И то ти влегва во стартната основа на пензија. И ние велиме, ова е многу лош податок воопшто. Не знам која му била основата на тој што го предложил, али ајде да не калкулираме сега, меѓутоа, ова вредност 75% сакаме моментално да се стопира и понатаму пресметката по овој критериум да оди само со 75%, а не за наредните години да се намали на 70%. Имаме констатации, досега кажуваме, меѓутоа ќе ги кажеме и понатаму во образложенијата. Четврто, да се воведе критериум на однос на максимална према минимална пензија која треба да има сооднос 4:1. Така, тоа го зборувавме пред малку. Да, ќе кажеме, мислам, во аргументација понатаму. Пето, да се воведе месечно поравнување на просечната плата и просечната пензија со тоа што просечната пензија ќе се пресметува како 70% од просечната плата. Шесто, месечно да се врши поравнување на минималната плата со минималната пензија со тоа што минималната пензија да се пресметува како 70% од минималната плата. До сега тоа беше 2 пати годишно или еднаш? 2 пати годишно. Добре. Ама по друг критериум. Така. Пензионерите кои стваруваат право на пензија по основ на рамковен договор да се одвојат од буџетот на пензискиот фонд и државата да му бара друг начин на финансирање.
ова не е голема рак-рана, ќе аргументираме понатаму. Пензионерите од Косово, за кои имаме сознание дека ги има, према некој договор за пензиска соработка, и нивното финансирање да биде надвор од буџетот на ПИО. 9. Со субвенционирањето, каде државата одредува висина на средства по основ на количина и класа на пласиран производ, од висината на добиената субвенција, државата да уплати во ПИО средства од 18,5, колку што е сега, кои ќе влезат како основица за пензија. Исто како што фирмите што прават 18,5, ќе си вложат према тој образец таму М8, си влегва то во пензијата. Зошто кога веќе државата почнам да аргументирам, меѓутоа ќе се вратам повторно назад и ќе ги почнеме точка по точка. 10. Мајки кои родиле дете и кои одгледуваат до 4 години, а не се во работен однос, да добијат 1 година бенефициран стаж. Ќе кажеме што стимулираме и како понатаму. Единствено останува критериумот за возраста при одење во пензија, исто како што си беше 62 години за жени, 64 за мажи. Се одиме точка по точка од овие што се наведените критериуми, да ги образложиме за да му биде појасно на гледачите и да ја осетат суштината на новиот предлог закон за пензии. Рековме прво, работниот однос на платен придонес према ПИО во висина 18 од просечната плата во стопанството да важи само за оние што одат на работа и придонесуваат за ова општество. Во државата према ранковниот договор од 13.8.2001, значи поминаа 23 години, со политичка одлука фиксно се вработуваат работници кои не одат на работа, а примаат плата и им се плаќа придонес за работен стаж. Од тогаш па наваму, нажалост, и ден денес, после 23 години, не му се најде работа на таквите работници, во заграда неработници, работно да творат и да придонесуваат за државата. Ова привилегована група на граѓани отвара полемика и споредбено излегува потребата државата да го реши проблемот со стечајните работници, работниците, жртви на транзицијата, кои ни криви ни должни останаа без регулиран стаж, иако одеа на работа, некои не примаа ни плата, некои без нивна вина не им се платија придонесите кон ПИО. Значи се во една класа кога имаме привилеговани граѓани, а од друга страна имаме граѓани кои ни криви ни должни биле жртви или на транзиција или од она што значеше стечај. Тие работеле. Тие се последици од така наречената криминална приватизација, која што беше по и сега тие работеле, некои дури и платиле придонесе. Ама не можат да влезат како корисници на пензија. Одиме понатаму. Одеќе имаме многу дискусии. Така, нели имаше неколку акции, слушавме од страна на министрите на ДУИ дека рамковните ќе влезат на работа, дека ќе се реши нивниот. Не, значи се уште решено за сите. Во 10 месец, мислам беше или 11, на една дебатна емисија на телевизија во Скопје, беше кажано дека од она ние се што слушаме. Така. А и знаеме од кажувањата низ градовите и селата низ Македонија, дека се уште имаме пензионери по рамковниот договор. И сега многу убаво се прашуваме. Некој не оди на работа, зема плата, му се плаќаат придонесите. И то се уште ни трае, 23 години веќе ни трае. И сега таа класна разлика сега. Имаме привилегован граѓани на оваа држава и имаме обични смртници кои се трудат со труд да влезат во пензија, така? И сега, јас вака како човек се прашувам. Имаме Министерство за труд и социјална политика. Кој труд вложил
тој што државата го клала на државни јасли, не оди на работа, каков труд вложи? Што е труд е само да оди од банка да ги земе парите, тоа е само вложен труд. И да се потпише. И да се потпише. Само да се потпише. Така. Еднаш или два пати месечно, мислам. И сега, како може тој да види граѓанин во исти ред со овие сите останати јадници кои? И сега затоа велиме, овој критериум да почне да се примерува користејќи ја ова основа. Одиме на второто. Так. Мислам, имаме многу добро за дискусија, меѓутоа има и многу пошироки објаснувања, Так. ама сега ради во интерес на времето да продолжиме втората точка. За вториот критериум, пресметување на работен стаж наместо пошегосниот критериум по кој се рачуна од 15 години па до 40 години, да се промени и да изнесува од 5 години па до 40 години работен стаж. Работен стаж и најгова пресметка во случајов во нашата држава со ранковните неработници, би ги рекол, кога некому без работа државата му плаќа регулиран работен стаж, зошто оние со помалку од 15 години, да имаш еден ден помалку од 15 години, не можеш да добиеш пензија, кои платиле средства према приум, да не можат да земат пензија. Зошто бараме граници за одење во пензија? Затоа велам, бараме граница за одење во пензија негде од 5 години па до 40 години. Така, тука би влегле многу од оние стечајци, многу би влегле кои ни криви ни должни некогаш, или не се снашле во живото, меѓутоа во категорија пензионер нека биде и тоа нека е меѓу категорија, меѓу социјален и редовен пензионер. Така да, зошто кога некому државата го финансира и да добие пензија, зошто овој кој има и 5 години барем, зошто да не може некој? Да, или 14 и 11 месеци и 29 дена. Така, зошто тој да не може да добие? Одиме понатаму, мислам, има многу основи за дискусија, ама одиме понатаму во интерес на времето. За третиот критериум, новиот закон за пресметување на основицата на пензијата кој почна да важи од 2018 наваму, кој вели дека основицата на пресметка на пензијата почнувајќи од 2018 година, па во наредните 10 години треба да се намалува од 80 на 70% од просечната плата. Ова е моментално околу 75% и велиме ова обавезно да се стопира. Не знам со каков консензус е донесен овој закон. Знаеме кога го донесе, ама со каков консензус е. Едно време одевме во пензија и се бираја 10 најдобри пензии за да ти влезат во основицата на платата. И сега некој со сила го сиромашува, пензионеро на старт го сиромашува. Зашто бе? Ние сме на ниво некое си европско, светско, каде што премногу имаме јака пензија. И висок стандард. И висок стандард. Да. Мислам, илузорно да правиме ова. Так. Во новиот закон за пресметка на основицата на пензија, рековме да се стопира ова, од према 75% на просечната. Со тоа ќе се оможности на пензионерите поголема стартна висина на основицата на пензијата, што е и реално во денешни услови. Одиме на четвртата точка. Да се воведе критериум на однос на максимална према минимална пензија, која треба да има сооднос 4:1. До сегашното искуство во државата, кога односот на максималната према минималната пензија бил помалку од 4:1, пензионерот солидно живее. Ова го имаме сознание, сите што сме постари, имаме точни сознанија дека кога се живеело најдобро. Тогаш бил тој однос некојаш и 3,2, 3,6. Сега велиме да е под 4 барем, за да се живее солидно. Ама моментално тој однос е 7:1, према некои наши сознанија, да не кажуваме и некои екстреми што ги има и што министерката умешно ги крие до се, па не можеме да изваиме најголемиот сооднос. Али се велиме. Ова го оптеретува буџетот, така? Дебаланс има на вредноста, тие големите го оптеретуваат буџет и прават голема класна разлика на една уста на гладниот пензионер, наспроти 7 усти на онај други.
И за ако кажеме дека стегнува тоа до 10 усте, и сега се прашваме. Некој има зверо, некој има обични смртници со една уста. Така иди. Така иди, така. Нашето барање за линеарно зголемување на пензиите од 5000 денари, кои ќе влезат во основицата, значи ова посебно го напоменуваме оти во народот во дискусијата, е 5000, ама не е основата, само 5000, него тоа треба да влезе во основицата на пензијата. До негде ќе елиминираме, зато трнавме од овие критериуми, до негде ќе елиминираме ова огромна разлика меѓу минималната и максималната. А вредноста од 5000 денари ја добивме од следната пресметка. Просечната плата во септември 2023 година изнесуваше 37.876 денари, а просечната пензија 20.122 денари, што дава однос 53%. Така. Сега, ако вредиме ние 74-75%, шо е ова 53%? Кој не ги украде тие? И кој не осиромаш? А со зголемувањето од 5%, значи ова 20.000 шо е 122, ќе биде 25.122, дава однос негде од 66. Се приближуваме, значи, во тоа нашето барање, што го бараме да биде барем 70%. Али степ бај степ треба да стигнеме до таму. Сега, ова секој ќе го земе. Најзадоволни би били овие 180.000 во тој случај, точно. Меѓутоа, најмалите. Еве како врват месеците, сега имам последна калкулација која вели дека ова бројка не е поќе 66, помалце од 63. Така да, потребата за нов закон еве. Докаде ќе одиме ние моментално сме 50% рековме просечната пензија во однос на просечната плата. Никогаш не било. Не може и две просечни плати да има оној другиот, а овој да има една пензија. А за првото барање мала калкулација, ако ги земеме податоците тогаш во јули што ги работевме, значи разликата 37.876 денари минус 36.000 дава околу 1.590 денари. Зато тогаш вредноста на нашето барање беше за околу 1.500 денари помало. Значи од 5.000 кои изваеме 1.500 ќе биде 3.500. Еса ние обратно рачунавме, оти такви беа положбите. За петиот критериум, да се воведе месечно поравнување на просечната плата и просечната пензија со тоа што просечната пензија ќе се пресметува како 70% од просечната плата. Сегашната пресметка на пензиите достигна највисоко ниво од досегашното постоење на државата во однос на просечната пензија наспрема просечната плата. За декември 2023 година податоците се просечна плата 39.989 денари, просечна пензија 20.195 денари, просечната пензија е само 50,4% како што рековме од просечната плата. Нема што да коментирам повеќе. Така, тоа е за просечната, ако е околу 12-13 најмалата. За шестиот критериум. Тогаш многу голема разликата. Месечно да се врши поравнување на минималната плата со минималната пензија, со тоа што минималната пензија да се присметува како 70% од минималната плата. Со законот, веќе имаме закон за минимална плата, многу едноставно може да се присметува и минималната пензија, како 70% од износот на минималната плата. Не ни треба ни швајцарски модел. Констатиравме дека тој швајцарски модел е како швајцарско сирење и е полн со дупки. И сега од тие дупки извлекваме заклучок зошто кога имаме веќе закон за минимална плата, зошто не се врзиме 70% од минималната плата, толку вредиме пензионерите. Зошто да не биде тоа еден однос и секој месец да си течи. А вака секој 6 месеци и сега ако седнам се да ви давам податоци колку изгуби со тој швајцарскиот модел пензионеро, ради тоа што во тај 6 месеци на 6 месеци еднаш, на 6 месеци еднаш, тоа е голема разлика во однос на примањето. Мислам, има многу тога пресметки кои кажуваат и укажуваат дека швајцарскиот модел автоматски мора да го страниме и да се врзиме на на минималната плата, со тоа што минималната пензија само 70% и го решивме за секогаш проблемо и секој месец овај ќе си биде врзано и ќе си течи така. Зошто да комплицираме? Кога веќе имаме закон за минимална плата.
Седмиот критериум. Пензионерите кои остваруваат право на пензија по основ на ранковен договор да се одвојат од буџетот на пензискиот фонд и државата да му бара друг начин на финансирање. Пензионерите од ранковен договор никако не спаѓаат во Министерство за труд и социјална политика, бидејќи ранковните пензионери не вложиле никаков труд затоа што не е оделена работа, а примале плата и државата им ги плаќала придонесите за работен стаж. Жалосно во една држава што ни се случува. Жалосно е. Ги клаваме во Министерството за труд, а никаков труд не вложиле господата. Ова е надвор од сите, ама политичка одлука. Ама таа е политичка одлука, бидејќи како политичка одлука, зошто да ни го оптеретуваат сега буџетот пензискиот? Тоа се творевина на државата, на државниците. Изволте, тргнете ги од буџетот на ПИО и најдете му начин да го решите нивното давање на пензија. И нивниот статус. И нивниот статус. Е сега, ќе се вратаме оце назад. 2001 кажавме дека на 13 август 2001 беше подпишан рамковниот договор. Од тогаш поминаа 23 години. Точно. 2016, пошто од 2001 до 2016 има 15 години. Така. Значи, тој што имал 38 години, 2016 наполнал 53 години, да речеме, и створил услов за пензија. И човекот буквално без никаква работа, без никаква творевина, да створи нешто за државата, добива пензија. Станал пензионер. Станал пензионер. Ама уште штетата е поголема што? Ајде да не речам штета можда. Ама што е тоа? Што се случува? Од 2016 наваму колку има такви што излегува? И сега ќе се меѓу граѓаните дискутираме. Така. И калкулацијата нечија е умна. Зошто? Вели, чекај бе. Некој на 48 години, ама без ништо да направил за државата, ама без работа, без сабота, влегол во рамковниот договор, значи 48 години и 15, 2016 година стана пензионер. Како? Пензионер, не работник. А ова држава го стимулира. Мислам, излишно е да дискутирам повеќе. Има еден куп врски кои кажуваат дека ова, бидејќи политичарите ни го донесоа како сервиран производ, изволте се, нека го тргнат од ПИО и да се го решат. Оти, масата во ПИО е таја. Кажавме колку сме вложувале, колку сме давале. Меѓутоа сега, државата направила политички проблем. Заедно со сите тие европски и светски, јас би ги рекол, ајде да не употребам грд збор, меѓутоа, некој ни наметнал рак рана за кој цел живот можеме да се караме и да се расправаме и да си го пореметиме живот. Ама сега ние пензионерите велиме, доволно сме паметни, изволте, вие како држава, како државници ги донесовте, не ги кладовте во ПИО, изволте се, трнете ги настрана, најдете му начин да му давате пензија, зошто да не оптеретувате нас? Имате некаква бројка за колку луѓе станува збор? Како змијата што и крие нозете, така и таа работа изгледа се крие. И кој ќе имаме податок, ќе го изнесиме. Сега, за сега, немаме податок, меѓутоа, факт е дека постојат, дека ги има, так. И то во голем број ги има, и сега нас не го оптеретуваат буџет. Така. Осиромашивме на 50 дедовме после просечната плата, ама кој ќе ги зваиме овие, сега ќе кажеме и друго. За седмиот критериум. За ова беше, да. Извинете, ова беше седмиот, од име на осми, да. Пензионери од Косово, за кои имаме сознание дека ги има, према некој договор за пензиска соработка, и нивното финансирање да биде надвор од буџетот за ПИО. Ова некој веројатно не ги донесе, не ги наметна.
И ова како податок се криеше доста долго време. И се уште се крие. Оваа година прв пат излегоа некои бројки дека имаме и пензионери од Косово. Ама и сега се крие. Кај е тој фамозен договор меѓу Република Македонија и Република Косово, што го потпиша Шаиб Занјели како директор, замислете, третива ешалон. Кај е министеро, кај е премиеро, кај е председатело. Значи, некој од третиот ешалон отишол, потпишал договор за пензијска соработка и што сега имаме пензионери од друга држава. Така? Кои исто така не придонеле во нашиот фонд. Кои што придонесле тие во нашиот фонд? И што платиле према ПИО? Ако веќе плаќале негде. Што платиле тие? Автоматски и тие ни се терет, така? Големи нелогичности. Во сетото големи нелогичности, меѓутоа не е само таа нелогичноста проблем. Проблем е и кавгата. Има браќа што се во иста куќа, едниот зема по основ, не знам, рамковен, другиот цел живот работи и не може да се изработи пензија. Кавга е невидена. Или ќе земи помала. Кавга е невидена, бе, луѓе. Ајде, ова има многу надолго и на широко да се кажува, меѓутоа сега ако знаеме, имаме сознание дека истиот тој човек кој потпишал договор, истиот тој човек, се сеќавате, во вториот столб, Царовска го откри дека правеле малверзации него, тој истиот тој човек. Па се заташка. И сега тој човек, кај што е, како е, то треба државата, меѓутоа некој ако е инволвиран, и два пати направи проблем, тоа укажува на нешто, така? А нема одговорност? А немаме никакви ни сознанија ни одговорност. Зато ќе мислам, ево на нена база малце дискутираме, ради тоа што стварно е работа која нервира, така? Да, но луѓето треба да ги запознаеме со сите овие. Јасно, во едно семејство да ти е, и не може едно да биде од државата привилегован, а овој другиот да биде амал. Со работа да стигне до пензија. Одиме понатаму, мислам. За деветиот критериум. Со субвенционирање каде државата одредува висина на средства по основ на количина и класа на пласиран производ, од висината на добиената субвенција државата да уплати во ПИОМ средства од 18,5%, кои ќе влезат како основица на пензијата, исто како што фирмите уплаќаат према ПИОМ 18,5%. Ова да го дочитам, после имаме премногу за коментирање, меѓутоа колку ни дозвола времето се, не знам, ќе ми извините, ама ајде ќе гледам да видам пократко. Фактот дека производството за исхрана на населението во државата станува горли проблем. Дури и државата помага со субвенционирање на одредени производи. Предлагаме со самото субвенционирање да се одвојуваат средства за регулирање на пензијска основица со плаќање према ПИО. Кој ќе сака поголема пензија, може дополнително во ПИО, према личниот приход што ќе го оствари од произведените производи, количината на пласираниот производ може да се регулира, ова сега исто многу е голема и широка темата за дискусија, ама ако ќе се начни, може да се најде и решење со дискусија и со добри предлози, со добри решенија. И со добар партнер од другата страна. И со добар партнер, нели? Да. Многу е битно со кого преговараме. Значи, количината на пласиран производ може да се регулира преку кантарска или пазарна белешка. Тоа е исто како ова субвенцијата што се регулира со килограми и класа. И тоа за онај другиот што е во пониската класа на земјоделец, зошто да не се воведе кантарска белешка, да не се воведе друга белешка или друг начин од државата. Ние памтиме ондека на Дулија имаше прво кантар, така? После имаше на влезо на пазаро кантар. Ама се мереше трудно на земјоделецот. Што ќе извади тамо на пазар и према него сега, зошто према него сега да не го стимулираме тоа? Донесол толку производ за општо добро на државата. Тој го продал, приходувал нешто, ама во тоа општо добро за државата, зошто да не му дајме и него пензија? И сега еден фрапантен податок. Во декември 2023 година, према податоците од ПИОМ, има регистрирано само 47 земјоделци пензионери.
Не можам да сватам. Земјоделски пензии кои ги имаше на време. Да, тие се. Само 74 има. Од кои сега ги скрија и тие податоци, меѓутоа за септември имам податоци, таму беа 52 тогаш пензионери, од кои 8 добиле старосна пензија инвалидска, не инвалидска, него земјоделска, а останатите сите до 53 добиват наследно. Значи, починал едниот од земјоделците, наследно го добил другот. Се прашуваме, чекај. И наследната е нели процент? Да, таа е процент. Таа е плюс процент. Да. Ама, чекај бе, во овие држави на владење на нашите државници. Како не се најде некој паметен па да му измисли да фрчат пензионери земјоделци и да бидат стимулирани. Ако фрчат пензионери земјоделци, ќе бидат стимулирани и самите земјоделци, отивеќе кои ќе стигнат во доба кои ќе не можат поќе да творат нанима, не можат да работат, ќе останат како на пусто острово останат и другиот дел од животот не мизерно, премизерно, така. Ако не се лажам, бројката на овие пензионери порано беше поголема, ама најверојатно имаат починато, затоа што мислам дека многу повеќе имаше. Кажуваме, на жалост, морбидно, ама веко не е толку. Така. Е сега, ако ова го гледат децата на тие земјоделци, внуците го гледат, а кој ќе ги задржи? Така? Кога гледат нивните родители како се мачат, не можат да творат на нива, не можат да произведат, а немат никакви приходи, додатни како пензија, како социјала, не знам што. И што преостанува? Плюс тие сте, како што викаме, ние мачејни луѓе, нели? Абе, коските ги оставиле таму по нивите е многу намалена. Тој да сака нешто многу да работи. Ги оставиле коските по нивите и сега не можат да добијат од државата нешто што ќе му биде стимул за да живеат. Така? Одиме со 10-тиот критериум. Мајки кои родиле дете и го одгледуваат до 4 години, а не се во работен однос, да добијат 1 година бенефициран стаж. Заради стимулирање на наталитетот и унапредување на мајчинството, како што прават многу држави во Европа, го предлагаме овој критериум, од кој ќе произлезат понатаму сигурно повеќе варијанти и различни случаеви, повеќе деца истовремено, преклоп на повеќе деца истовремено од различна возраст. Али основата секојаш треба да не бидат тие 4 години. Се тоа ќе му најдеме начин. Важно да се почне од нешто. Дури во одредени држави за точно дефиниран број и различни возрасти на децата, мајката добива специјална пензија. Се од ова вело, ми имаме секакви ситуации. Ама се ако размислиме логички, ако тргнеме од 5 години да ни биде основица за одење во пензија, јас велам дека една мајка со 5 деца ќе го исполни. И зошто? Зошто да не го исполни? Одгледвала деца. И зошто таква една жена, што ќе го зголеми наталитетот, што ќе го развие мајчинството и сите други бенефити понатаму, зошто да не биде стимулирана? Се ова е почеток некој можда. И тоа се надеваме во рековме работна верзија. Да, работна верзија. Така да во иднина од тука сигурно ќе произлезат верзии секакви. Јас имам еден пример, ќе кажам, во Франција имам брачеда кој има 4 деца. Има 16 години пензијски стаж и добива пензија од државата ради тоа што има 4 деца. Зошто да не Австралија слични примери, мислам. Ама зошто да не вградиме, велиме ни се иселуваат, место наталитет имаме морталитет. Да. Дајте луѓе да стимулираме, да најдеме начин да стимулираме и мајка и семејство. И да мора да ни е помалку бројот на починати. Тоа велиме, морталитетот ќе поголем него наталитет. Да. Плюс иселувањето. Се вака да резимирам, извинете ме да многу го задржав и тоа. Овој нов предлог закон дефинира работи
кои се многу блиски до логиката и на луѓето и на пензионерите. Не мораме не еден швајцарски модел да ми го мати мозокот колку ќе биде, како ќе биде. Ако дајме према законот за минимална плата, одма велиме 70% е минималната пензија, одма имаме критериум. Так. За просечната плата се врзваме со 70% просечна пензија. За односот меѓу максимална и минимална пензија рековме 4:1. И сега кога ја знаеме минималната пензија, одма ја знаеме и максималната, така? Так. Зошто да не биде тоа достапно за секој граѓанин? Нека си калкулира, нека си пресметва, нека си вади како што сака, ама да има видлива основа и не треба никој да крие кој колку земал тамо. Се може да биде видно, транспарентно и јавно. Посебно во тој заклучок, се што ќе го кажам. И рамковните, и овие од Косово. Мора да бидеме свесни дека тие ни се сурогат донесен од политичари. Ни се основа за кавга. Рак рана ни се за војнина. Како што ги донесе државата, нека ги трни на страна, надвор од буџетот, со тоа што автоматски буџетот за пензионерите ќе се зголема. Така? Чим се зголеми буџетот, тогаш се кладе рамка меѓу минимална и максимална. Тогаш автоматски пензиите ќе бидат повисоки. Има доволно паметни луѓе во оваа држава кои сето тоа може да го скоцкат, да го израчунат и да го изват и да речат кој ќе ги тргниме овие, ќе имаме пензија толку. Така? Да, но дали ќе има политичка волја? Сега. Кај нас политичката волја е голем проблем сите овие години. Сега е време на избори. Така? Ние кажавме со паролата пензионерскиот глас за тој што ќе ни изготви нов, подобар закон за пензии. Бидејќи вака гледано, никој не загриза на таја идеја. Ево, изготвивме сами нов предлог закон, кој мислиме дека ќе биде одличен костур за иднина на сите пензионери. Така. И од нас е доволно. Дури се нудиме тама кај што ќе има потреба да се вложиме и ние со своето знаење и искуство и да помогнеме да се изготви солиден закон кој ќе биде основа за X генерации после нас. Јас би имал толку, мислам, се извините, може да задржав. Со многу време, ама нашите емисии, да, темата е многу актуелна. Нашите емисии, нашите гости кои што доаѓаат, ги оставаме да се искажат целосно, затоа што сме го смислиле како тема. При самиот крај само би ме прашал, рековте дека новиот предлог закон е поделен кај дел од политичките партии. Да. Овој предлог закон би требало да го изгласа наредниот парламент, барем според логиката. Јасно. И се очекува сега добра волја од партиите кои што ќе имат можност да ја состават наредната влада. Јасно. Дали сте оптимисти дека ако не сите 10 барања, дека барем поголемиот дел од барањата ќе бидат прифатени од наредната влада, која и да е? Гледајќи ја сегашна ситуација и од ова што значи потреба, сега јас велам. Кога ги изваде пензионерите на улица, тоа стана потреба да ги изваде. Во своите права, барањето на своите права. Меѓутоа, констатиравме дека проблем е законот. Так. Ево изготвивме нов предлог закон. Ако ова не се прочисти, не излези точно дефиниран, убав закон, многу подобар од досегашните, кои констатиравме дека не одговарат за пензионерот. Затоа излегол на улица. Што треба се? Нашите државници да дозволат да продолжи пензионерската голгота по улици. Ами и тие ќе дојдат утре, ќе бидат така е, пензионери. Сите сме и пензионери, така рековме на почетокот. И така, значи, се дури
Дори можеме да се заложиме, да направиме некој во третото доба да има човекот достоинствен живот, бе, да доодживеи. Зошто? Зошто се прашуваме како луѓе? Зошто? Ево, дојде некој, не 80, 70 ќе ти ја намалат. Зошто? Зашо? Сега од друга страна велиме, толку сме вложвале во пион, така? Ако сум вложвал 22% досега во мојот животен век, односно ми држала државата, ами за 10 години од мојот живот треба да ми врати четвороструко. Што значи 88%? Не вредам јас 74% колку во старца ми кажува. Сум вредел во предходните ради тој придонес, односно ради тоа задржување што било, сум вредел во просек 88%. А ние сме скромни и бараме сега до 70%. Так. Да влеземе во таа групација. И во таа групација многу едноставно во соврската минимална плата, понатаму да дојде цела врска што ја кажавме. Так. Од костурот нов на новија. Така, вашите предлози се конкретни, со конкретни бројки. И бројки, и содржина, цел. Так. И мислам дека е издржан костур за еден нов, сосема нов закон, кој ќе треба понатаму сите пензионери да ги одржи и обстои во живот. Сдруженијето си функционира? Сдруженијето си функционираме. Не сме ориентирани да се цепиме или да се раздвојваме од сојузното здружение. Гледате што не се случува во политики. Колку се цепиме повеќе, толку помалени се можностите и расфрлањето од пион, од буџетот на пион ни се поголеми. И се велиме, ние сме тие, сме стигнале до тука и како такви треба само да се избориме со вака, со нови предлози, со нови решенија и барања, и ова барање е 5000, меѓутоа тоа 5000 ќе балансира, меѓу минималната и максималната ќе избалансира, рековме ќе стигнеме до 66, односно сега 63%. Така да, сето тоа е со мудри глави да излеземе од овај ќорсокак кој го натера пензионерот да излези на улица. Да излези на улица. Миле, јас ти благодарам што беше денес. Исто јас ви благодарам многу. Се надевам дека ќе се видиме пак. Што ни дадовте можност да Беланет телевизија, Беланет радио ви посакува успех. Да се надеваме дека кај политичките партии ќе има доволно политичка волја да се разгледаат вашите предлози, да се разгледа предлог законот, па по изборите да се видиме повторно и да видиме докаде работат. Моја желба и посакувам голем дел од ова да се реализира и да биде основа и костур иднина за сите пензионери. Благодарам уште еднаш.